Добар ден на сите, почитувани колеги. Продолжување на седницата на Комисијата за урбанизам. Колешката Анастасија Трајковска има иницијатива, беше 18-та точка на дневниот ред. Иницијатива за дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на општина Битола. Ја молам колешката Анастасија, доколку сака, да ја образложи пред колегите. Повелете. Добар ден на сите. Ова иницијатива има цел да се стимулира енергетската ефикасност на градбите на подрачјето на општина Битола, со што ќе се придонесе за поефикасна заштита на животната средина. Со намалувањето на предложеното намалување на комунали од 10% за уредување на градежно земјиште, ќе се добие една солидна основа за инвеститорите за набавка и вградување на енергетско ефикасни материјали. Значи, согласно закон сега, секој инвеститор во високоградбата има задолжение да поднесе елаборат за енергетска ефикасност и потврда за усогласеност на проектот со овој елаборат за енергетска ефикасност. И најниска категорија која може да се прифати е Б категоријата. Поради тоа што градбата за А објекти, кои се навистина енергетски ефикасни и стварно прават заштита на животната средина, штедење на струја и, како што кажав, и заштита на животната средина, што е пред се можеби најповеќе се очекува од оваа мерка. А плюс категорија ретко кој инвеститор вложува заради тоа што материјалите и градбата е поскапа во однос на оние кои се до Б. Наместо општина Битола да одвојува средства од програмата за животна средина за реновирање на постоечки објекти, со оваа програма ќе се даде можност и новоградбите да станат А+ на вистински енергетски ефикасни објекти. Јас предлагам, пошто ова иницијатива, одлуката треба да ја донесиме некој следен пат, оваа иницијатива да се однесува првенствено на А1 објектите, затоа што кај мене во давањето на оваа иницијатива постоеше една дилема за реалната контрола на вградувањето на овие материјали, иако законски надзорот морално и кривично одговара дека се вградени материјалите кои се предвидени со објектот. Полесна ќе ни биде контролата и ефектот на оваа мерка кога го проследиме од почеток во кај А1 објектите. Доколку се покажи успешна мерката, имаме заинтересирани, би ја разгледала понатаму, би ве замолила понатаму да ја разгледаме и можноста овие објекти да одат и кај објектите со оваа мерка да оди кај објектите со А2 намена. Значи се работи за стамбени згради, затоа што нестамбените објекти имаат и пониска обврска за енергетска класа, поголем простор и потешко може да се обезбеди А+ енергетска ефикасност. Благодарам. Благодарам. Во секој случај, добра иницијативата и во разговор со колешката и пред комисијата, и јас предложив ова иницијатива, кога подоцна би ја разгледали, би утврдиле со одлука на некоја идна седница, да се однесува само на А1 згради, односно индивидуални стамбени објекти, со тоа што во првата година или во првите 2 години би било како еден така наречен пилот проект, би биле пионери како општина Битола во ова и следствено на тоа ќе видиме како ќе се одвиваат работите и која ќе биде ефикасноста на оваа одлука, па можеме понатаму и со некои други иницијативи и одлуки да ги прошируваме. Благодарам. Други некои прашања? Дали има колеги? Повелете, колега Гавр. Супер иницијатива. Само единствено прашање ми е тука дали добро сватив. Значи, доколку не се исполнат условите, тие 10% ќе треба да ги платат? Па јас имам еден предлог, бидејќи ако не се исполнат условите, како казна да речам или било што, да биде сумата нешто поголема, например од тие 10%, например да биде
20% да треба подоцна платат, доколку не ги исполнат тие услови, а се пријавиле како не знам, зграда со како се викаше А категорија, како и да е. Единствено тоа ми е замерка. Другото се е окей. Не знам, колешка, ако имате нешто да... Тогаш јас мислам дека и 10% се сума која треба да се врати доволно загрижувачка за инвеститорите. Ми се чини дека кога ќе слушнат казнена одредба, дали ќе се осмелуваат да иницираат, да ова што го рековме, нека биде како пилот програма која ќе ја следиме во 1 или 2 години, да видиме дали воопшто ќе има заинтересирани лица, пошто ние имаме цело време и за реновирање на фасадите, па многу малце луѓе се пријавуваат на таквите одлуки. Да, доколку видиме дека настанат проблеми, можеме ние да приначиме одлуката, да ја укиниме или не знам. Ме интересира и вашето мислење на другите членови од комисијата. Добро, благодарам. Друг некој за збор, дискусија? Доколку нема, ја ставам точката на гласање. Точка број 18, иницијатива за дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Битола. Кој е за, велам да крени рака? 5 за, едногласно. Ви благодарам на сите, исцрпен е дневниот ред.